На телефонска линија имам директорката на Битолската болница, доктор Билјана Гагачевска. Добро утро. Добро утро, како? Доктор Билјана, како вие во Битола, во Битолската болница се справувате со коронавирусот? Дали колку заболени има во вашата болница и секако во какви мерки се наоѓа, дали се изолирано, дали е изолиран овој дел целосно? Значи вака, како што знаете, од 7 април Клиничка болница Битола е регионален ковид центар и ги згрижува пациентите од регионот Битола, Ресен, Охрид, Струга, Кичево. Во моментот тоа одделение се наоѓа во одделна зграда, значи ние имаме таа добра страна што зградата на инфективно пневмофтизиолошкото одделение се наоѓа надвор од болницата во посебен објект. Во моментот имаме 33 пациенти хоспитализирани во ковид зоната. Дел од нив се со средно тешка клиничка слика, дел се со малце потешка клиничка слика. И добро се справуваме, да речеме. Персоналот е изморен, постојано е на работа, значи ротираат лекарите, медицинскиот персонал, медицинските сестри, болничарите, но за сега добро се справуваме и се обслужуваат сите заболени лица кои што доаѓаат за хоспитализација. Во последниот период слушнавме и дека доктори и медицински персонал од внатрешноста дојде на помош во главниот град. Дали некој од вашата болница, од конкретно од овој регионален центар, беше префрлен во Скопје? Дали имате доволно персонал? Значи, ние испративме екипа од 3 медицински сестри на барање на Министерството за здравство за помош во градската општа болница 8 септември. Морам да кажам дека и ние сме оскудни со персонал, бидејќи знаете, специјалисти инфектолози имаме само 4 кои што дежураат, еден работи амбуланта, меѓутоа тука на помош доаѓаат во ротација и специјалистите пневмофтизиолози, сега помогнаа специјалистите од интерно одделение, се ротираат медицински сестри од другите одделенија, бидејќи навистина бројката е опсежна на хоспитализирани пациенти и бара повеќе персонал. Од денес на помош дојдоа субспецијалистите пулмолози од Заводот за рехабилитација во Тешево. Па се справуваме, но морам да кажам дека персоналот навистина 3 месеци без престан работи во првите борбени редови и се навистина изморени. Го соопштивте ова, разговарат, имате ли комуникација со Министерството за здравство? Еве веќе и од вас слушаме дека ротира персоналот, но како што предвидувате во иднина? Ова го прашуваме бидејќи во последно време, за жал, има голем број заболени медицински лица, поточно лица од медицинскиот персонал, па речиси од сите градови. Ако ме прашувате дали контактираме со Министерството, ние постојано сме во контакт и со Министерот и со другите служби секојдневно. За сега кај на состојбата со заболен медицински персонал е стабилна. Имаме само неколку лица во изолација и 2 потврдени случаи кои што се заразиле надвор од работното место. Велите дека е стабилна состојбата со заболени, но исто така ве слушнавме кога кажавте дека се заболени, односно овој медицински персонал надвор од работното место. Вакви случаи ова не е единствен ваков случај и уште неколку на ваши колеги од другите градови исто така заболени со COVID-19, не се заболеле на работното место. Што ни кажува ова? Дали можеби повеќе се грижиме за здравјето на работното место отколку во часовите по работното време? Видете, значи вирусот е подмолен. Ние мора да внимаваме постојано, но не можеме да знаеме поради тие постоењето на асимптоматските случаеви кога и како доаѓа до таа зараза. Затоа е препорачливо и да не речам задолжително да се почитуваат мерките. Меѓутоа сепак можеби во некој момент на краток контакт се случиле овие работи. Се трудиме на работното место, значи да се почитуваат протоколите, има издадено јасни протоколи, обезбедена е заштитна опрема и овие лица воопшто не ни биле во контакт во ковид зоната.
Морам да ве прашам и како функционира делот од болницата кој не е ковид зона. Еве, слушнавме дека доаѓаат и други доктори на помош, но што е со останатите оделенија во болницата? Има ли таму доволно грижа? Знаеме дека оно што не е итно, можеби од операции можеби е одложено, но сепак има и итни случаи. Дали таму имате доволно персонал? Како се справувате во останатите оделенија? Па за сега состојбата е стабилна, значи постојано се згрижуваат пациенти, по однос на операциите елективниот програм е откажан, но се оперира се што е итно, неодложно и карциномите се оперираат, но другите одделенија кога што има итност се хоспитализираат пациенти, се работи, да не речам во полнеке работата на сите други одделенија, како на пример интернистичките гранки се постојано полни со хоспитализирани пациенти. Во овој период персоналот е тој што е. Значи, како преку целото време, со тоа што дел од нив помагаат во другиот дел, така да сепак морам да ги пофалам, издржуваат, работат, затоа и ние постојано апелираме до граѓаните да ги почитуваат мерките, затоа што нашиот медицински персонал на вистина измора. За да не дојде до ситуација да немаме лекари кои што ќе ја пружат здравствената заштита, но ниеден пациент не е вратен и болницата во другиот дел си работи итно, неодложно, во полн капацитет. И ние медиумите постојано апелираме граѓаните да ви помогнат со тоа што ќе се погрижат да бидат заштитени пред се самите, а потоа и сите во околината. Доктор Билјана, сакам да ве прашам нешто и за третманот на заболените од COVID-19. Дали се лекува со крвна плазма во Битолската болница и дали можеби во овој регион забележавте донатори, односно лица кои имаа волја да донираат крвна плазма? Во нашата болница немаме услови за лекување со крвна плазма, значи не лекуваме со крвна плазма, имајќи во предвид дека тука се згрижуваат средно тешки и тешки пациенти. Најтешките пациенти се испраќаат на клиника Скопје, а по однос на тоа дали има донатори за крвна плазма не можам да ви одговорам, бидејќи тоа спаѓа во доменот на трансфузиологија, која што не е под надлежност на клиничка болница Битола. Доктор Билјана Гагачовска, ви благодарам за ова вклучување во утринскиот брифинг. Сепак сакаме да информираме и за здравствената состојба во внатрешноста, да не останеме фокусирани само на главниот град, бидејќи гледаме дека и останатите медицински сестри исто толку се борат со коронавирусот и со целата ова состојба, па навистина би сакале и граѓаните да слушнат како и вие се справувате со оваа пандемија од COVID-19. Ви благодарам уште еднаш за ова вклучување. Ви благодарам и вас, поздрав и убав ден да имате.